Хомеопатијата за брзо време ќе стане гранка која се очекува да донесе голем прогрес во медицината. Станува збор за алтернативна гранка за која се уште постојат неусогласености со класичната медицина. Досегашните лекувања со хемеопатија покажале врвни резултати. Хомеопатијата сигурно нема да биде една од гранките што многу брзо ќе биде воведена насекаде и призната насекаде, меѓутоа развојот и ефектите што досега се постигнуваат од ова алтернативна медицина во голем број на делови од медицината се фасцинантни и фасцинирачки, така да можеме слободно да кажеме дека можеби ќе биде една од гранките на медицината на 21. век што ќе донесе најголем прогрес во медицината. Пред студентите, но и професорите од Факултетот за медицински науки говореше Џорџ Патапатиу, еминентен професор на Меѓународната академија за класична хомеопатија од Грција. The homeopathy in India, for example, is Во Индија, на пример, хомеопатијата е многу популарна за разлика од конвенционалната медицина. Има академии во Русија, Америка и Индија. Милиони луѓе ја користат. Ако говориме за моето искуство, за 5 години сум имал околу 200 пациенти и во одредени случаи резултатите се одлични. Тоа е факт. Хомеопатијата дава големи резултати кај менталните заболувања, развиена од страна на германскиот доктор Самуел Ханеман, кој се обидел своите пациенти да ги лечи со силно растворени супстанции, за кои се тврди дека имаат слични ефекти како и симптомите што го предизвикале заболувањето. Во некои држави не постојат никакви законски регулативи за употреба на хемеопатија, ниту пак одредени хемеопатски третмани се покриени со државното здравствено осигурување.